Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Даниела, готвач член на нашата веб страница. Таа ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти, лиснати кифлички во повеќе форми. Најпрво да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано Шеф вага, мала плитка тава, електрично ѓезве, тава за пица, мала ростер тава и сет садови за матење во боја. Квасецот ставете го со шеќерот и млакото млеко да стасува. Брашното просејте го, додадете ја солта и со стасаниот квасец и млекото замесете тесто. Додадете го маслото и месете додека добиете мазно тесто. Тестото премачкајте го со масло, покрите го со крпа и оставете го да отстои околу 30 минути. Во меѓувреме, подгответе ги филовите со павлака, сирење и филот од шунка и кашкавал. Или подгответе фил по ваша желба. Како ќе стаса тестото, земете дел од тестото и изработете го повторно. Расукајте тенка кора и премачкајте ја со маргарин. За формирање на кифличките можете да користите разни форми и филови по желба. За кифличките со фил од павлака, расукајте ја кората, премачкајте ја во ролна и сечете триаголници. За кифличките со форма на ружа, од тенка лента завиткајте ролна и засечете со ножички. На стапчиња од трска или пченка завиткајте од лиснатото тесто да добиете вртени кифли. За чворчињата, направете тенка ролна и врзете ја во чвор, па затворете ги краевите. За кифличките цветови, исечете 2 цвета со калап, на средината ставете маргарин, ставете ги еден врз друг и притиснете на средината. Ставете лен. За да направите пекарски прсти, исукајте тенка коричка, засечете ја на краевите, ставете една лажица од филот со сирење и свиткајте во ролна. За ролничките, кората наполнете ја со фил од шунка и кашкавал, свиткајте ја во ролна и сечете парчиња од 5 см. Направете им засеци од горната страна.
Откако малку ќе стасаат кифличките, премачкајте ги со јајце и наросете семиња по желба. Печете ги во загреана рерна на 200 степени околу 15 до 20 минути. Сервирајте ги на голема чинија или даска. Се надеваме дека со овој рецепт ви дадовме доволно идеи какви кифли може да направите. Ги очекуваме и вашите идеи. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.